Ako ne se vratam do utre večer, na šarać se zadržam podolgo. Не сакам само да си овде. Во среда се баре ќе го фатиш автобусот право за Скопје, важи? Можем и сама да те чекам. Не. Во среда се бајле право за Скопје. Одам, ме чекаат. Или не се дојдени, или сакаат да не изморат. Ќе дојдат. Нема друг избор. Требаше порано да се сетам. Се договоривме да се видиме со Санде и Мојсо. Јас сум Мојсо. А она е Санде. Целиот ден сме горе. Видовме, дојдовте сами. Значи, го државте зборот. И ние ќе го држиме. Ние сме без оружје. И вие исто така. Тогаш да бидеме рамноправни. Штом сме тука,
Месуд се ви кажа. Да го чуеме вашиот одговор. A ovdje sme da slušneme što se bara od nas. Rečeno vi je. Ni treba Džemo, živ ili mrtav. Вземи ги сите. Джемо е наш приятел. Како брат ни е. И шериф Желинови беше како брат. Тоа е друго. Тој не изневери. Глупости. Дžemo ви даде секому по 1500 златни наполеони да го ликвидирате шерифа и да му се придружите нему. Točno je. No, s Džemo sme bađanac i vodime dve sestri. Džemo Хазби е држи невенчана зашто има веќе една жена. Според тоа, вие пред законот не сте во родбинска врска. Верата тоа не го дозволува. Но нашата нова држава тоа не го дозволува, јасно? Jasno, jasno. Времињата се изменија. Уште 3-4 бандички околу Тетово и Гостивар сте. Од 300 души колку што бевте со Džemo. Останавте само вие четворица. А имате жени и деца во Горјане. Нели е подобро да разговараме за тоа како да се извлечете од кашата во која што сте? Da razgovarame. Ние сме јасни. Ни треба Džemo жив или мртов. Се што е контрреволуција и реакција во овие краишта се надева на него. Ако го ликвидираме Džemo, ќе се скршат сите надежи на оние кои работат против нашата држава. Затоа и не интересирате вие. Нам ни треба Džemo. А ние? Што ние? Како што ние? Што ќе биде за нас? Извалкани сте со убиства, грабежи, закани. Па сепак ова ќе ви биде олеснителна околност. Тоа не значи ништо. Тоа значи многу. Што многу? И за сега тоа е доволно за вас. Дури и од повеќе. Сега сакаме да знаеме. Ќе го имаме Džemo или не? Најдоцна за ден-два. Ќе го имате Džemo мртов. За ден-два. Ќе го имате мртов. Спиеш ли?
Требаше веќе да се дојдени. Ако се задржа ово ѓуѓејуште, најдобро доđете да се земе последната прошка. Ова сепак мощно долго трае. Уште малку па цели 4 години. Кога понекогаш ќе намина од село, децата не ме препознаваат, се кријат од мене. А и нивите неизорани коров изникнал на нив. Нивите не ти се орани, ма куќата ти е полна. 3 кревети. Шпоред на дрва. Ормани, душеци, злато! А да ги ораше нивите, ќе го имаше ли сето тоа, а? Не дојде. Сигурно не. Ама децата. Што бре децата? Ти не си ни првиот, ни последниот, што ги гледа неколку пати во годината децата, бре. Може би имаш право. Ни првиот, ни последниот. Ако ова ден не заврши секако што треба, ќе бидеш толку со децата што просто на глава ќе се качат. Не знам како сето ова ќе заврши. Не сум сигурен. Не сум сигурен зашто и те реđemo. Лисица е тој. Лисица. И многу нечесен со нас. Оние 400 златни Наполеони од Никлуша. Каде се? Прашувам, каде се? Парите за осите од чајата во Тетово. Најмалку 1000 парчиња во злато. Каде се? Еве, прашувам, каде се? Кога ја грабна Хазбија, ми вети 20 златника и се заколна. Се заколна дека ќе ми го поколи џепниот часовник. Се заколна и ништо од сето тоа. А неговата куќа во Симица е наполни догора. Тоа знаеш. И затоа јас мислам дека сепак за него најдобро ќе биде ова. А ти што молчиш, а? Може би најправедно. Ама и најтешко. Тешко. Зошто тешко? Ајде, кажи ми, зошто тешко? Ми се чини дека доаѓа. Ама не е сам. Како не е сам? Со него има човек. Хазби. Пак ќе води со себе. Што има ново? Луѓето те поздравуваат. Велат дека почесто сме биле во Албанија отколку овде. Таму е посигурно. Но луѓето ни се пријатели. Сакаат да не гледаат почесто.
Все во свое време. Решат, помогни му на насив околу конјите. Сега кога сме разречени, најважно е да се преорганизираме. Затоа треба да одиме во Грција. Веднаш. Јас во Грција не одам. Ќе одиш. Веќе сега во Грција имаме околу 6000 наши. А ќе имаме најмалку уште толку за 2-3 месеци. Ќе одиш. Зашто тоа е наша војска. Не. Во Грција не одам. Овде имам жена, деца. Селаните очекуваат да сум покрај нив, а не таму. Што мајка барам таму? Што? Алија, ако треба, ќе одиме. Па ти се заколна, Алија. Не. Се заколнав, но во Грција не одам. Бесата е света работа, Алија. А ти си играеш со не се. Немој да помислам лоши работи. Зашто ти веќе еднаш ја имаш прекршено. Што? Што сакаш да кажеш со тоа? Алија. Сакаш да кажеш дека сум ме прекршил бесата, тоа ли? Не сум навикнат било кој така да зборува со мене. Джемо, изморени сме сите и нервозни. Да го ставиме договорот за утре. Утре првен ќе одиме во Ѓурѓевиште. Таму оđата ќе не снабди со храна. И оттаму право Грција. А сега на спиење. Ке ни треба здрав сон. Ти ќе спиеш? Не, не ми се спие. Тогаш чувајте и внимавај на мене.
kaže дека ќе ми помогнеш. Знам. А сега златото. Кое злато? Неговото. Не е кај мене. Кај тебе. Не е. Кај тебе. Излезе. Каде е? Кај тебе или кај коњите? Каде е? Хајде кажувај каде е. Ovde je неговата глава. Еве. Ver.
сега што ќе биде со нас.